Во врска со вчерашниот прес на кандидатот за градоначалник на Кавадарци од редовите на СДСМ, сакаме да им кажеме на намачените лозари и на овоштарите, како и на сите други земјоделски производители, дека уште еднаш ги манипулираат и залажуваат. Имено во недостиг на проекти си припишуваат проекти кои се веќе отпочнати и се реализираат преку ИПАР програмата која што беше предвидена за 2014-2020 година, а истите проекти продолжуваат преку оваа програма од 2021 до 2027 година, каде се реализираат преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Исто така, во врска со неговата најава за изградба на регионален откупен центар за грозје, тоа го оценуваме како предизборен маркетиншки трик со кој сака да ги доведе во заблуда лозарите. Меѓутоа, кандидатот за градоначалник покажува и елементарно непознавање на лозарството, бидејќи винското грозје во берба не трпи складирање и транспорт повеќе од 24 часа од неговото набирање. Сакаме да го информираме кандидатот за градоначалник на СДСМ дека во тек е реализација на таков проект од страна на приватна компанија во Кавадарци, со која ќе се опфатат сите трпезни сорти на грозје во овој регионален откупен центар, а исто така овој објект ќе биде реализиран многу наскоро и многу набрзо. Жителите на Кавадарци ќе го видат бенефитот од овој реализиран проект. Земјоделците добро знаат кој работи во нивниот интерес, а кој ги манипулира 30 години. Затоа и на овие избори земјоделците ќе ја дадат поддршката за градоначалникот Митко Јанчев и за советничката листа на ВМРО ДПМН и Обнова на Македонија, кој овие 4 години неуморно работи за надминување на проблемите на сите земјоделци.